Здраво, драги пријатели! Кога пред 3 години ентузијастично седнав и го срочив текстот за првото видео, не замислував каде ќе ме одведе оваа авантура. Имав многу нешта што сакав да ги кажам. И покрај тоа што до денес многу теми се обработени, сепак ми се чини сега имам за кажување и раскажување многу повеќе од тогаш. Специфичните околности на 2020 година допринесоа да почетокот биде со посебен ентузијазам. Веројатно, заради изобилието на слободно време, што со сила на приликите морав, а верувам и вие моравте да го поминувате дома. Нели време на локдаун и полициски час. Тоа сега го споменувам како исклучително позитивна околност за мојата работа. Иако повторувам, приликите воопшто не беа позитивни. Знаете како велат, тешки времиња создаваат силни луѓе. Овие изминати години беа одлична можност за учење. Морав да учам заради тоа што одредени знаења што ги имав од порано, морав да ги надополнувам со свежа фактографија и нови сознанија. Морав да учам за техниките на снимање аудио, видео и потоа монтажа на сето тоа во смисловна целина наречена видео. Јас не сум новинар или професионалец во таа област, така што морав да учам за начините на срочување и поставување прашања и воопшто за динамиката на водење на интервјуа. Скромниот почеток од само неколку случајни претплатници и само мал број на прегледи ме учеше како да го зголемам тој број. Затоа, дозволете ми преку бројки да ви покажам како овој канал растеше изминативе 3 години. Моментално, 953 храбри души си имаат претплатено на каналот. Она копче subscribe, односно претплата на македонски, за кој всушност не е потребно никакво плаќање, освен поседување на Google сметка, односно акаунт. Намерно ги споменувам и англиските термини, заради тоа што користењето на англиско мени понекогаш не оддалечува од изворните македонски зборови. Па ете, за во секој случај. Порастот на луѓе што го следат каналов беше забележлив по секој објавено видео. И тој број на видеа заклучно со ова видео е 128. Мој омилен начин за правење на видеата е документарниот, односно оние видеа каде се слуша само мојот глас, додека илустрацијата на содржината е во форма на слики или видеа соодветни на темата. Теми кои ги опфаќа во ваквите видеа беа секако актуелните случувања од пандемиските 2020 и 2021 година, но исто така и теми од митологија, историја и историја на религиите. Ми се чини дека овој канал е единствениот нерелигиозен канал кој најмногу зборува за Библијата на нејзините содржини. За ова беа поканети многу свештени лица да говорат на темата, како од православната црква, така и од протестантската црква во Македонија. За сега единствен кој храбро се одважи да разговара на темата беше евангелскиот пастор Филип Иванов, за што јас сум му многу благодарен. Теми кои мене лично најмногу ми се драги и кои понатомо ќе ги обработувам и продлабочувам се секако темите за робовладетелството, за монотеизмот, за тајната историја на човештвото и нормално за илузорната природа на реалноста во која живееме, односно за природата на оно што популарно го нарекуваме Матрикс. Благодарение на тематските групи на социјалните мрежи го остварив и моето прво интервју. Темата беше во тоа време многу актуелна – криптовалути, со мојот прв соговорник Дарко Симуновски, еден од најдобрите познавачи на темата во Македонија. На оваа тема, освен со него, со кого речиси редовно сме во комуникација и соработка, направив интервју со уште неколку исто така елоквентни и упатени соговорници. Оние што ги сакаат овие теми, посебно ве упатувам на интервјуата со Стефан Савевски за крипто и гейминг, со Стефан Станковиќ за филозофијата на криптосветот и со Бојан Стојановски поврзано со минатогодишниот пат на криптопазарот и крахот на Луна токенот. Благодарение на социјалните мрежи можев да стапувам во контакт со многу луѓе. Некои од нив ги знаев, додека поголемиот број не ги познавав. Многумина ме одбија или игнорираа, додека добар дел од нив прифатија без приговор.
Темите од овие интервјуа беа најразлични и како што одминуваше времето, јас си ветив дека ќе овозможам простор на сите оние што имаат тема вредна за споделување, без оглед дали се генерално познати или не. Иако политиката не е мој примарен интерес, имав неколку политички интервјуа, како она со Здравко Савевски или Бранимир Јовановиќ. Додека интервјуто со македонскиот Асанж, новинарот Зоран Божиновски, ми беше огромен предизвик, не само заради соговорникот, туку и заради условот да оди интервјуто во живо. Во тој период работев трета смена и наместо да спијам, времето го потрошив во учење на технологијата потребна за видео во живо. Останав ненаспан и многу задоволен од оствареното видео. Исто видео на кое сум посебно горд е интервјуто со италијанскиот новинар и истражувач Андреа Чончи. Ова видео е специфично за тоа што го направив на денот кога беше погребан папата Бенедикт XVI. Андреа Чончи е познат по неговата книга Кодот Рацингер, во која како во своевиден ватикански трилер објаснува за наводната оставка на папата Рацингер, односно кодот внесен во латинскиот јазик на кој е напишана. Чончи ја вади тезата дека папата Франсис е нерегуларен папа и узурпатор, и дека можеби заради тоа денес ги живееме последните денови на католичката црква како што ја знаевме до сега. Видео полно возбуда. Сите вие што ете сега го запознавате каналот, навистина е корисно ако ги прелистате и старите видеа, како документарни, така и интервјуа. Пример, на овој канал ќе го најдете единственото интервју со непознатиот македонски уфолог Пане Андов. Сите други интервјуа со него се на други јазици на непознатите балкански YouTube канали. Друг пример кој е достоен и за време и за воодушевување е интервјуто со Илија Колев, кој покрај својата возраст од над 80 години се уште ја промовира својата оригинална економска теорија и сето тоа го прави со помош на технологија, интернет и социјални мрежи. Со луѓето како Дим Чацков или Мартин Најдовски ја имавме можноста во повеќе прилики да разговараме за теми кои не само што ги нема во мејнстрим медиумите, туку ги нема ни во алтернативните. Околу алтернативите и околу здравието во две прилики со задоволство разговарав со доктор Слаđana Велков, додека со Филип Достов разговаравме за она што се уште е своевидно табу, односно за корисните и ликовити својства на канабисот. Наука, музика, духовност, археологија, темите се многу и веројатно многумина не се спомнати овде. Затоа повторувам, прелистајте го каналот, тој може да ви биде како еден вид енциклопедија. Секогаш има знаење на кој би можеле да се навратите. Со ова видео продолжува работата. Развојот ќе биде во зависност со материјалното време за да се сработат темите, достапноста на гостите како и достапната технологија за техничка изведба. Вие како публика и до сега имате сугерирано и теми и гости. Продолжите да го правите тоа, а на мене останува да ја сработам работата. Сега и по 3 години можам со задоволство да ве поздравам. Јас сум Татунчо, драги пријатели, секој добро.